Спортски журнал. Почитувани слушатели и гледачи на Радио Пела, добар ден, добро ни дојдовте во емисијата Спортски журнал, која оди секој понеделник и секој петок во истото време од 11 или некогаш по 11 часот од оправдани причини, како што се денешниви причини. Имавме и гостинка во студиото, имавме и друга тема. Меѓутоа, почекавме и верувам дека сите љубители на спортот се трпеливи и нема да се налутат што нешто подоцна почнуваме со емисијата. Во оваа емисија ќе зборуваме за фудбалот. Пред се требаше и за ракометот, меѓутоа терминот се поклопи со претходниот, оној во кој гостуваше гостинката. Значи, за ракомет ќе имаме тема во наредните изданија, а денеска само за фудбалот, нешто околу победа, најпознатиот или клубот кој е во центарот на вниманието секогаш на прилепската спортска јавност. А потоа, на крајот од емисијата, како што е вообичаено, ќе кажеме што најважно ќе се случува во престојниот спортски викенд. Значи, тука имаме гостин во студиото, меѓутоа, претходно да кажеме кои сме двајца водители овдека стандард. Јас, Зоран Игески, и ководителот, спортскиот новинар Николче Димески, кој е задолжен и за уште една улога, тоа е техничката улога, улогата на технички уредник на емисијава. Николче, да кажеме, уште од твоја страна, на каков начин нашите слушатели, односно гледачи, ќе можат да се вклучат во емисијава со своји прашања, коментари? Така, сите оние кои што не гледаат можат да се вклучат на најмодерен начин. Тоа е преку Facebook профилот, на лайв стримот кој што оние кои што го следат можат тука да ни постават прашање, да искоментираат, да кажат нешто во врска со гостината. Верувам дека сите наши гости се интересни и предизвикуваат внимание, а исто така можат да ни се јават на 070303437 и таму можат директно ќе бидат вклучени во нашата програма, можат да не побараат и на Вибер, како и да е, на секаков начин можат да не исконтактираат и да постават било какво прашање, не само врска со победа и со фудбалот, туку се она што ги интересира, а што можеме ние да го кажеме. Овде никакви ограничувања нема. Так. Ограничувања нема во оваа спортска емисија, спортски журнал. Значи, тука имаме гостин на наше огромно задоволство. Тоа е членот на фудбалскиот второлигаш Победа, Салим Арифи, 18 годишен млад фудбалер. Тука е во студиото. Добар ден, добро ни дојде, Арифи. Мислам дека прв пат си во емисија. Добар ден, добро ме најдов. Благодарам. И сега да почнеме од она што е најинтересното, барем од мој аспект гледано. Знам дека си член, односно имаш договор со една менаџерска агенција од Белгија. Так. Кога се случи тоа, како се случи и како оди соработката, комуникацијата со таа призната професионална менаџерска агенција? Така, значи, соработката почна минатото лето. Значи, веќе една година? Да, една година има, договорот трае 2 години, го потпишав. Значи, одобрен од ФИФА. Добив повик минатото лето, седев, значи, дома бев онака, само на телефон и добив повик од непознат број. Се јавив и ми се јави човекот на телефон, се разбравме кој е, што планира, што како, дека ме следел од порано, дека се слушнал со преку други луѓе, прашувал за мене и го добил телефонскиот број и така потоа ми го представи плано и по неколку дена го потпишав договор со агенцијата. Да. Исто така имам информација дека имаш патувано, гостувано во Германија и во Белгија. Така. А се беше повод или причина овој договор со агенцијата. Кога беше таму, како помина?
кои се твоите впечатоци за тие две фудбалски земји? Во Германија Развиени земји. Зимава сега бе во Германија да видам каква е структурата таму, посебно пошто сум голем фан на Минхенски Байерн и бев на тренинг центару исто така на Алиенц Арена и оние услови се нешто Значи еден неверојатно. голем комплекс. Да. Исто така бев долу на клупата за играчи, сето тоа да се види е стварно. Видов ли некои фотографии, Така, беше така. објавено? Така. Соне да се види еден ден на Алиенц Арената и да се види на големиот стејдж, што би рекли. Се Баер, едно големо фудбалско име, светски клуб, не само европски, од светски рамки, познат клуб низ историјата, поминале такви светски звезди од Бекенбауер, да го спомнеме и ајде да ни кажеш некој како идол, имаш ли некој идол од Баерн? Моментално Или што играл, или што сега игра? Хери Кейн во нападот. Извонреден шпиц. Со сите карактеристики. Што ти се допаѓа кај него? Се од тоа како се спушта долу да ја земи некој штопка, да зема иницијатива, да го започне нападот, тоа до неговиот Значи не чека само другите да му подготват така, шанс. доста се движи. И тоа ме бендисува кај него. Меѓутоа, сигурно имаш представа колку е тоа голема височина на клуб. Не е лесно да се стигне до такви фудбалски височини. Така. Не е лесно, но затоа треба секој играч Треба и кој што среќа, треба и работа. така, треба доста работа и дисциплина, секој играч кој што мисли кој што игра фудбал и мисли да направи нешто од фудбалот, треба да се заангажира 100% во тоа. Дисциплина, тренинг, секој тренинг максимално за да стаса на таа голема сцена. Ама не треба никогаш предавање. Не треба. Секогаш има и кризни моменти Така, и така. неголеми светски фудбалери гледаме некогаш ги зафаќа криза. Да, така е. Ама тие Тука излегува професионалноста, се избори со таа криза. психолошки Да. се подготвени. Психички да си јак. Да. Затоа и во клубовите ангажираат и психолози. Така е, така е. Сега тоа е значи за посетата на Германија, на Белгија е исто. Така. Рековме нешто за белгискава агенција. Меѓутоа, околу ова што тие се заинтересирале за тебе, мене не ми представува некој голем изненадување, бидејќи за тебе се некои бројки што ги имаме слушнато, над 100 постигнати гола во овие младински екипи, младински категории на победа. Што ќе ни кажеш над 100, тоа делува вака фасцинантно. Па ништо А да има само 18 години. кога ги имаш едни од најдобрите асистенти во екипата и кога имаш добра екипа општо. Значи, соиграчите се многу битни? Да, соиграчите се најбитни, посебно за шпиц играчот. Не можеш сам да ја земиш топка да дадеш гол, мора некој да ти ја турни, да ти асистира. Да ги спомнам тука Давор Богески, еден од Давор Богески и сега можда и тој има соиграч во сениорскиот тим. соиграч во сениорскиот И тој има 18 години. Да, и тој исто има, можда и тој има над 100 асистенции во младинските категории. Имаше баш интересна случка кога игравме лани надпревар со Вардар, кадети, и победивме 3:0. 3 гола дадов јас, хет-трика, имаше тој хет-трик на асистенции. Против која екипа игравте? Против Вардар. Против Вардар, најславното име како фудбалско зборуваме сега во Македонија и 3:0 го победивте. 3:0, да. И 3 асистенции Богески, Три а гола 3 јас. гола Арифи. Така е. Сега за Арифи да кажеме и презимево дека вие сте стара прилепска фамилија, да не има некоја забуна дека си од некаде засилување земен. Не, Туку ти тука си сум- по тука победа сум тука роден, израснат. Да. Прв клуб кој ти е во кариера? Па, пошто од мале години започнав на 6 годишна возраст, започнав кај На 6 години. Да, кај Горан Тодоровски Значи Сивчо. кога почна да одиш на училиште, Да, така тогаш. нешто беше. Па сите мои другари на улицава, кога ги барав да играме надвор, да излегуваме, ми викаа родителите не може на тренинг е ваму таму и си реков вија да почнам да се запишам и така почнав кај Горан Тодоровски Сивчо. Инаку нема со кого да играш ако не се Така, запишат. И каков тренер беше Горан Тодоровски? Тој е една фудбалска звезда Доста добар тренер. за значи, Прилеп и Прилепско и за Македонија.
дисциплина, голема бара, перфекција во тренингот. Ако треба ќе те запри стопат и дури не го направиш правилното. Тој играше во неговата кариера, го памтиме, во напаѓачки задачи, претежно по крилни позиции. Така. Дали тука можеше да дај некои убави совети? Да. Па сегде на терен, доста паметно размислуваше, доста беше јас не го знам како играч, ама во тоа што ми го кажуваше на тренинзите, сватив дека многу бил добар играч и доста паметно размислува. И со доста силен шут со левата нога. И доста голема техника, да. И голема техника. Сега за да ни кажувам сите, тие се до недоглед може да се наведат тие квалитети што ги поседуваше тој и како човек, и како стручно лице, и како она физички што го поседуваше, а и она дарба од Господ што ја викаме. Така мора. Без таа дарба, без тој талент што се вика стручно, сигурно што мислиш ти за тој однос талент, работа, физички предиспозиции? Па секој има, мислам секој. Секој со процент без наполна работа не може да дојде до израз сетото. Ако не се работи наполно, не може да израз да дојдат твоите предиспозиции и твојот талент. Затоа што само талентот џабе ако не работиш ти секој ден, ако не се усовршуваш, нема ништо да види од тоа. Барем јас така мислам. И како се одвиваше почетокот на запознањето со фудбалскава игра кај тебе? Како одеше тој развој и како се определи да бидеш напаѓач? Дали ти сам се определи или тренери влијае? Па така, значи од кај Горан Тодоровски Сивчо од школата појдов во Победа во 2016-17 година, така нешто. И прв тренер таму беше Илин Георгиевски, кој започнав кај него во нападот. Потоа, кога веќе преминавме да играме на голем терен, тренер ми беше Стефчо Талески, да го спомнам и него, тренер кој што доста работи ме научи. Тој првично ми играше на позицијата заден везен и доста утакмици изиграв припремни, па потоа и во првата сезона помлади пионери на почетокот играв заден везен, но се виде дека не е тоа на таа. Не ти тука местото. Да, и ме префрли во нападот, каде што потоа проработи седо. Значи на таа позиција сега го гледаме Давор Богевски. Да. Отприлика тука е некаде. Со него бевме ние двајца, понапред беше Дарио. Дарио Спирковски. Да. Добро. Понатаму кои ти беа тренери? Или почна веќе да играш и за сениори? Па така, откако си замина Стефчо, потоа дојде Киро Везовски и потоа бев префрлен во... Тој како координатор на цела младинска школа? Да, потоа бев префрлен во првата екипа каде што ми беше одреден период тренер Филип Мирчевски. Исто така. На колку години заигра за сениорскиот тим? На 17 години. Беше куп надпревар против од Струга, екипата беше забарав како се вика, се да ми даеш помош малку. Од Струга има повеќе екипи. Струга, што е ова, што е знаеме, што беше шампион, беше ниско лигаш беше и дебитирав на таа такмица. Има Караорман исто екипа. Не е битно, ko се викаше. Young Boys мислам дека беа. Young Team. Не, Young Team, да. Така нешто беше ниско лигаш и дебитирав на таа такмица на 17 години. Ама позитивно ти е искуството? Да. Од дебитом? Позитивно беше, имав една шанса пречка, но загубивме нестрекно на пенали на таа такмица и не продолживме предадено. А целта беше... Значи, иако таа непозната екипа сепак беше цврст противник? Да. Young Team. Од Струга во последно време има доста квалитетни вака и екипи и фудбалери. Еве видовме дека и финале игра сега со Вардар. Струга. Да. Добро, Струга веќе. Вардар освои купот, меѓутоа и Струга два пати беше шампион. Да, Струга беше многу. Што порано не беше замисливо Струга да биде нешто, да значи нешто во македонскиот фудбал. Меѓутоа ете се случува и сега. Не е секако порано. Да, имам јас едно прашање до нашиот гостин. Многу ме интересира која е неговата
желба за воиднина. Тој е млад, знам дека игра за победа, навива за Бајер Минхен, го сака Хари Кейн, сака да биде центарфор, да постигнува голови, но што воиднина, кои се плановите, имаш менаџерска агенција која што стои зад тебе, го сакаш европскиот фудбал, а играш за победа, ја сакаш победа, си почнал од мали нозе, што е она што ти сакаш да ти представува на цел во понатамошниот живот. Се уште си мал, но сега треба да се гради она европска фудбалска кариера. Така. Како што кажав, цел ми е да се стаса на шо повисоко ниво. Сега менаџерска агенција од Белгија, во контакт сме секој ден, значи пробува да се најде нешто, да се појде таму, значи тоа е целта. Дали би заиграл во екипа која што е менаџерите би ти рекле да заиграш еве на пример во Шарлоа или во не знам во некоја екипа која што тебе не ти е по кеф да играш. Дали би одбрал каде да играш или било каде само да се подигне нивото твое? Било каде, така сега така налага ситуација, тие се почетоците било каде, па потоа се развиваш како играч и имаш нови успеси. Тешко е да се надеваш веднаш во Бајер. Да, така. Со репрезентацијата до каде сме? Па имав, сега не сум одамна повикан. Имав порано неколку повици, бев на неколку кампови и бев исто така за квалификациите, Европското првенство, кој што не успеавме да ги изгубивме сите три такмици, не успеавме да поминиме понатаму. Мене ми е интересна работава што сега во последно време те викаат и за сеньори, и за младинци. Како стигнуваш, дали некош си помислил, ајде, пене тешко, дај да се определам или ваму или таму. Во сабота, ако те гледаме за сеньори, во недела за младинци. Така. Како издржуваш тука? Ништо, тука се одликува професионалноста на играчот. Значи, младинската школа е во доста тешка ситуација со играчи каде што не успеваме да собериме некогаш ни 11 души за надпревар. Па затоа колку и да си играл во првиот тим, ако играш првично со првиот тим, во недела играш со младинци, мора да појдиш со младинци затоа што службено ќе се одземи утакмицата, па така може да настрада и првиот тим да се одземе бодови. И мора да се појде. Значи од вас зависи обстанокот, опстојот на екипава младинска. А тука за жал се случија некои работи што не се очекуваше да одат во таква насока, бидејќи младинскава екипа беше шампион пред 3 години и играше во Европа. Така. Во на младинска лига на шампиони со ирски представник и не се очекуваше од 2022 до сега за 3 години толку ниско да падни младинскава школа, ама мислам дека тука многу се жртвуваше поради тоа што се гледаше првиот интерес беше сениорскава екипа. Нели во сениорскава екипа се многу така, да. Па младинци. Исто има голем удел во тоа дека многу играчи заминавме во сениорскава екипа. А исто мислам дека и до промена на генерацији, сега таа 2003 генерација беше децата беа доста квалитетни, играа со желба, мислеа само на фудбал, додека мислам дека овие помладиве сега генерации не мислат толку на фудбал. Што знам. Не се толку посветени. Затоа и значи секоја генерација си има своји одлики. да. Јас ги гледав и се воодушевив. Еве сега клубов како никогаш досега дава шанса на младиве фудбалери. Под статусот младинец, МЛ, каде што пишува, еве, ги гледам последниве надпревари само. Ивчески, Исмаил Бектеш, што го викаме. Потоа ти си тука, Арифи, Кофиловски капитенот, и тој е младинец. Да. Дури капитенот е младинец. Каба, Давор Богевски го кажавме. Горан Димовски, Андреј Петрески, Табаковиќ, Давид Пасковски, двајца има со исто име и презиме, Давид Пасковски, Тасески исто е тука, Крајовски,
Меѓутоа и другите што не се веќе младинци, тука се некаде. Еве, Иван Николовски, голманот е млад. Мартин Талески, Јасин Казимовски, Филип Димовски, овој што е голгетеров сега пролетва. Единствено повозрастни можам да кажам, а и тие не се кој знае колку, ама е Стефан Спирковски, 26 години. Така. Нели, тој сега настапи на последниот надпревар. И Младен Љумовиќ, тој се разликува доста, 33 години има. Меѓутоа и тој со голема желба играше. Значи, претежно младинци доминираат во екипа, како никогаш до сега. Порано не можеше да се замисли и еден младинец да влезе во почетната постава. Порано беше поинаков ставот на клубот. Сега клубот доста овозможува на младинци. Како го цениш ти тоа што ви се дава шанса сепак? Доста добра работа е тоа, значи сите овие младинци кои што му се дава шанса, вклучувајќи и мене, мислам дека сите максимално искористивме шансата и мислам дека и доста од децата покажаа дека може да се носат со играта, да се носители на играта и дека постигнуваат добри резултати, дека не мора секогаш да сите играчи, сите 11 играчи во екипата да бидат искусни и добри, туку може и со младинци да се игра добро. Од тој аспект гледано, биејќи сте претежно млади и меѓу публикава се цени дека самиот опстанок представува еден успех за клубот. Иако гледано историски наназад, победа никогаш не била задоволна со опстанок ниту во прва лига, а камоли во втората лига, каде што е сега. Меѓутоа, имајќи го предвид ова дека се претежно млади играчи кои што претходно немале никакво искуство, сега го добивате вие искуството и сега од ден на ден напредувате на некој начин. Така е, па како што кажа, да се земе во предвид дека тоа дека сме сите млади, публиката и луѓето треба да го ценува што ја останавме победа и дека ако се вратиме уназад оваа полусезона со сите фаворити имаме позитивен резултат, значи со вие подобро одигравте со посилните, со посилните екипи можда послабите. Таа мотивација е поголема ако играш со посилен противник, но и несреќно загубени надпревари против Кожух и против Вардар Неготина, кои што мислам дека можевме да ги добијаме, имавме доста шанси и тоа е едно непишано правило во фудбалот дека ако не ги искористиш шансите, ќе бидеш казнат. Со Кожух многу интересно беше овој неодамна одигран меч каде што и 95-та минута одлучуваше, па и пенал беше досуден и па се израдува публиката, мислејќи дека е гол. Тој агол на публиката можеби мислеле дека е гол, но ние на терен по крај гол помина топката. Да, во држачот за мрежата удри. Тоа е тоа. Не може да му се замери на Филип Димовски. Да, како поминуваат инаку тренинзиве, имате ли некои проблеми тука, условите дали се добри? Не, добро поминуваат тренинзите, има добра атмосфера. Имате вие доста тренинзи преку неделата? Да, скоро секој ден. Значи вие, иако сте втора лига, се однесувате како да сте прва лига, како професионален клуб. Така мене ми изгледа. Да, еден слободен ден понеделник и другото е сето тренинг. Се спремаме за наредниот надпревар. За победа карактеристично е баш тоа. И трета лига кога беше победа, тренираше како да е прволигаш. Тоа за победа. Тоа е таа мотивација. Нема отстапување изгледа во клубот. Да, самата историја на победа мислам дека го прави тоа, да се влези на што повисоко ниво, да се врати победа на таа стара слава што има. Вие сигурно, иако доста сте млади играчи по 18 години, сигурно сте свесни каде припаѓате сега, која е оваа ваша привилегија да бидете членови баш на победа. Па да. Победа која ќе се спомни, навистина Бред ТВ сега Сабајлево ми се јави еден од Америка и изборуваше за победа, инаку од Скопје човекот, поранешен фудбалски судија, сега пензионер, Благоја Спасовски, со такво воодушевување зборува за победа, за минатото на победа и прашува сега како е, дали има можност да биде подобра. Значи вие имате таква свесност. Па можеби не толкава. За што се работи? Можеби не толкава, но сигурно е вака по старите генерации кои што знаеле порано што се
случувало со победа, односно надпреварите во Лигата на шампионите против Перуџа, па против играчи имала тогаш, против Парма, како играчи што имала Канаваро, Турам и тоа е, значи, сакаме да вратиме победа пак на тоа, не мора на тоа, барем на повисоко ниво, кај што заслужува во првата лига. Да, победа од секогаш е одликувала публиката. Така. Како вие се чувствувате пред повеќе публика, како пред помалку публика? Така е, па публиката е секогаш нашиот 12 играч, значи што повеќе публика тоа добиваш едно чувство на поголема мотивација, значи сакаш да го победиш надпреварот за нив. Значи ете и затоа е доста битна публиката на секој надпревар да се соберат во што поголем број за да ни дадат поддршка и мотивација да го победиме секој надпревар. Значи чувствувате една одговорност кога има 100 повеќе публика да се нормално. даде 100% од можностите. Нормално, значи со тоа што публиката и ние мора да даеме одговор на теренот. Што мисли за другиве клубови? Еве Македонија, Ѓорче Петров и Арсими прва лига влегоа директно. Па мислам дека Дали е доста тоа очекувано? Што мислиш? Па нормално како што игра оваа сезона. Посебно мислам дека Арсими кој што игра доста добар фудбал заслужува да влезе во таа прва лига и Ѓорче Петров кој што лани беше во прва лига и на еден начин се очекуваше пак да се врати веднаш во Ѓорче Петров од почетокот тука се намести на тоа прво место како фаворит. Меѓутоа Арсими нешто подоцна се приклучи. Ама се виде од коло во коло дека станува збор за сериозно. Тоа е формата, кревање на формата и што повеќе победени утакмици се земаат бодови се крева. А за овие што отпадна Борец и Вардарски директно отпадна, Осогово треба да игра бараш меч. Па ништо за нив, за тие две екипи, мислам дека на почетокот првите две кола, мислам дека Вардарски имаше една доста солидна екипа кај што изваи неколку резултати со подобри екипи, но мислам дека потоа самата инфраструктура на тие клубови, услови, играчите си заминаа, се повредија и му се распаднаа тимовите, со тоа тие ќе отпаднат од лигата. А за победа се исплаши публика во овие што се најзагреани за победа. Така. Дека ќе ни се повтори ланската сезона, бидејќи сега која беше поразот од Кожув. Така. Доколку се случеше уште еден пораз и можеше истото да се случи. Па да, тука имавме и малку Ете некош и потреба и среќа во спортот. Да, имавме малку среќа, како што вика храбрите ги прати среќата, ама Осогово имавме среќа што мислам дека загубили нерешено изваи, па така ние се извадивме од таа опасна зона. И беа релаксирани играчите за последниот надпревар со Детоница, кој што исто така беше добро одигран 2-2 и се зеде бод. Сега да ми кажеш, ти си во нападачка улога. Како се одвиваат оние дуели со одбранбениве играчи? Има ли тука секако има борба, има ли тука и нечиста игра? Нормално дека има нечиста игра кога секако дека е тука жустро, посебно со одредени дефанзивци, значи нивниот карактер, каков е нивниот карактер, така ќе биде и твојот, значи мора да се прилагодиш на ситуацијата. Дали судиве доволно вештитат вас нападачи во македонскиот фудбал? Па зависи во одредени надпревари, тоа е судијата си одлучува како тој го суди надпревар. Значи различни критериуми се? Различни критериуми на секој надпревар, значи тоа е некогаш може да не ти свири ништо, па некогаш се да ти свири, па тоа е сето до судијата кој што го суди надпреварот. Не можам да сватам како да не свири чисти фаули, а ти мислиш дека си фаулиран или си викаш па можеби и не види судијата. Па негова одлука има се некои фаули можеби не се гледаат толку. Не се видливи. Затоа треба тој да види во таа позиција кај да се намести за да ги гледа ситуациите. Добро, спомнавме за овие 100 гола. Така. Дека голема бројка е, меѓутоа тоа е реалноста. Таа е реалноста. 18 години. Значи, можеме да очекуваме уште кој знае колку голови понатаму. Се надеваме, да. Дали играта со нога или играта со глава ти е предност? Мислам дека
Играта со Со што најмногу ги даваш со нога? Имам и голови со глава давано, но претежно головите ми се со нога. Иако си ти доста висок, Да, колку си доста. висок? 193 сантиметри. 193. Па тоа е ракометарска висина како за ракометар. Дали си играл некојаш ракомет кошарка? Не, само фудбал ја играм. Само фудбал, овие раковет кошарка? Не. Толку не никогаш. те интересира? Не. Дали следиш на телевизија доста фудбалски преноси? Па да, посебно Премиер лигата и Бундеслигата. Бајан каде што иде, каде што нема иде Бајан. пропуштај. Да, доста ги следам секој викенд. И мора да се следи фудбал за да ја следиш ти како е играта на тоа највисоко ниво и да ги гледаш Најквалитетните да светски. ги гледаш твоите идоли како тие играат, па така ти од нив да научиш некој потек или нивните движења или поставување, начинот на игра. Сега заврши првенството, по завршувањето на првенството, претпоставам дека имате одмор. Па да, треба да имаме одбор некој месец. Не одржавте некој тренинг? Не. Мислам добро, јас не бев тука, сега имав матура. Со последниот А надпревар. и ти си ученик. Да. Како се носат две лубеници под една мишка? И да си ученик, ама мислам дека си одличен ученик, Да. така? Во медицинско И училиште. си фудбалер, одличен фудбалер. Па Како е тоа возможно? се тоа е до како ќе си го испланираш денот, значи да си го испланираш времето и да се прилагодиш. Например, еден ден како изгледа твој? Кога си на училиште и кога си на тренинг? Па во оваа последна година не одев толку на училиште, да признам. Одев се фокусирав повеќе на тренинзите. Како вореден се третираше? Па, Ученик? Така нешто. Или нешто помеѓу? Не. Едноставно не одев, тоа беше оправдано од клубот и не одев, Имаат тоа беше разбирање само од да, училиште? има разбирање луѓето посебно дека Во кој училиште? во Сој Ѓорче Петров, медицинското училиште. И луѓето има разбирање посебно тоа дека е последна 4-та година и сега при крајов. Медицинско училиште, значи ти можеш да бидеш и стручен околу тоа како да им помогнеш на соиграчи ако дојде до некаква повреда. Така. Па не би рекол се уште дека сум спремен за тоа. Ама ќе бидеш спремен. Со Те работа. интересира сигурно. Па да, но Тој дел. на прво место е секако фудбалот. Тоа е план А. Сигурно има и посериозни повреди во фудбалот. Фудбалот не е игра како шахот да нема повреда. Нормално дека има посериозна. Не е нежна игра. За жал сега имавме посериозна повреда кај Дарио Спириковски, значи ги скина предните вкрстени лигаменти. Многу лоша, најлоша, можда и најлошата повреда во фудбал и На се кој надевам- направо се случи тоа? На борец со Да, со вештачка треба посебно дека беше тревникот. И стварно жалосно што се повреди, му посакувам брз А опавар. тоа е во Велес се случи. Да, во Велес. Гостувавме таму и Да, беше во напад, чинам дека беше така, да. во тој момент по десната страна. Не се очекуваше да се повреди, меѓутоа најверојатно причина е вештачкава Да. треба. Таа промена вештачка Подлогата. треба природна вештачка и тоа е многу лошо за играчите. Добро, сега бидејќи рековме нема тренинзи, некој ќе свати дека сезоната е завршена, меѓутоа гледаме дека според календарот имате уште обврски вие младиве фудбалери. В недела се игра куп натпревар со Стрела од Ерековци. Така. Па ништо, ќе гледаме да го добијаме тој натпревар нормално како и секој до сега за да можеме наредна сезона да учествуваме во купот на Македонија. Како и секоја година. Добро, фаворити сте вие, меѓутоа чинам дека немаат сите да бидат на располагање од клубот. Па не знам, тоа Овие е- што се одстрана. Па не знам, тоа ќе видиме, тоа е одлука на тренерот како кој ќе го повика. И мора да ја почитува таа одлука. А како гледате новие од понизок ранг како Стрела и Рековци? Не би требало да се потцени ни еден тим. Па не, никој тим не треба да се потцени. Баш е проблем кој ќе се потцени тимот и може да настанат проблеми на теренот. Затоа ние гледаме максимално да влеземе во секоја такмица и да ја добијаме. Тоа е значи во 17 часот в недела Да. се игра против Стрела и Рековци. Тие се екипа член на Општинската лига на ОФС Прилеп.
една од подобрите, морам да кажам, екипи. И се поставува прашањето, еве вака да завршиме разговорот во емисија, се поставува прашањето дали победа може да биде подобра во наредната сезона отколку што беше во оваа. Нормално дека може. И еве сега со новата управа се надеваме дека Има една позитивна атмосфера? Па имаше позитивна атмосфера на последниве надпревари, се надеваме дека ќе продолжиме наредна сезона, посебно дека сме еве веќе сезона или две повеќето играчи сме тука, истите играчи се уигруваме полека и се надеваме дека наредна сезона ќе биде уште подобра. Тоа баш недостига кај овие клубови сегашни, за разлика од минатото, да имаат играчи што подолго време се заедно и се уигруваат. Така. Сега многу има промени на средината. Играчите по неколку месеци Така. заминуваат во друг клуб, Да. па во трет клуб, па и никако да застанат на едно место да се уиграт. Како што сега се случи со победа, верувам дека и понатаму ќе продолжи. Да. Значи, Па, колку е да се мислам- познаеш со Давор Боговски, Да, колку да. време сте заедно Нормално. и со некои други играчи да не ги спомнам. Знаеш точно што сака на теренот кој ќе. Може и со врзани очи да се проигра. Со поглед тоа се прави. И мислам дека што повеќе сезони истите играчи играат заедно, мислам дека еве се тоа се докажува и дека идат и подобри резултати. Тоа мислам дека се докажа еве оваа сезона. Како што кажав, против сите фаворити извадовме позитивен резултат. И имавме еве рекорд за одбраната, да се пофали одбраната бидејќи немавме одредено време примено гол. Колку Мислам беа? дека 6 гола пролетва се постигна и 6 се примија. Па да. 6-6. Мислам дека така беше сега. Да не сгрешам, ама тука некаде малку голови се примија. Да. Во секој случај. Не се сеќам кога толку последен пат примила победа, толку малку голови. Само 6 гола, цела пролет. И минутажата беше навистина 577 мислам во минути се држеше рекордот на непримен гол. Така. Во секој случај добро помина ако се знае дека се избори опстанок. Меѓутоа, дали можеме да кажеме дека наредната сезона нема да се зборува повеќе за опстанок? Може да се каже, да. Може да се каже дека Верувате во веруваме во себе, мислам дека можеме да се бориме за повисоко место на табелата. Барем во средниот дел Да. на табелата. Ако Барем. не и повисоко. Барем тоа или повисоко. Иако симпатизериве се надеваат и на нешто повеќе, меѓутоа еве нека биде еден исчекор барем Да. да се направи, бидејќи навистина страшно делуваше она што претходната сезона во Барас се играше со Куманово и од Вај се избори тој опстанок, а и оваа година тука некаде беше ситуацијата само за 3 бода разлика во тој момент и до последно коло или до предпоследно коло се стравуваше за тој опстанок. Ама за следнава сезона има надеж и кај публикава, а многу е добро што и кај вас играчиве постои тој оптимизам за следното првенство. Прво добро да се одморите, после овој куп надпревар, а потоа и добро да се подготвите. Така. Тоа е тоа. Салим Арифи, ти благодарам од срце за ова што гостуваше во студиово, прво гостување и да бараме еден позитивен повод пак да ни гостуваш овде кај. Благодарам на поканата и мене ми беше исто чест што присуствував. Сега мала пауза и ќе кажеме што следува во спортскиот викенд. Накратко.